Почитувана колешки, јас навистина сум горд што има толку премалку сличности помеѓу мене и вас. И јас сум навистина изненаден како ја имате совладено таа идеолошка мантра која што ја говорат сите, знаете како ги викаат CGI, Social Justice Warriors, како насекаде. Значи, насекаде во светот е истата мантра, истите реченици, истиот редослед на речениците, не се разликувате воопшто. И затоа сте многу совладливи, но до сега во Република Македонија немавте некој да ве предизвика и затоа го урнисавте системот на начин на кој што го урнисавте. Вие сте примерот за тоа што е последицата на тоа што се случува сега во Европа. Сега, да бевте вие на власт, да останевте и да ги теравте, да не бевте прекинати, да не беше спречен законот за родова еднаквост, Македонија, знаејќи какво коруптивно владење имаше СДСМ, знаејќи какво неспроведување на законите додека бевте вие на власт, ќе беше уште поголемо, уште подраматични негативните ефекти врз децата, како што е сега, што се случува во Европа и како што се случува во најразвиените демократии во светот. Ги знаете вие примерите многу подобро од мене, заради тоа што многу време сте по тие организации, многу добро ги знаете какви се и на кој начин треба да се пласираат тезите во јавноста. Меѓу другото, од невладините кои што патем и вие потекнувате, неодамна имаше на не знам само на која дебата, на која телевизија, една ваша активистка така со ладна глава рече дека родителите не биле доволно стручни да одлучуваат за сопствените деца. Ова ако не е фашизоиден пристап, тоа ако не е, не знам како да го наречам, почитуване колешке, и ова е едно така сериозно црвено светло за родителите, па дури и за жените кои што во најголем дел се мајки. Така да размислете каде одите, размислите каде терате, па ќе видиме. Ако не сега, за 2 месеци, за 3, за 5, за 10. Ќе седнеме, пак ќе разговараме. Ако не за овој, за некој друг закон. Заради тоа што во многу закони имате направено белја. Така да ќе разговараме. И благодарам. Благодарам, доктор.